Истрагите за бизнисмените Орце Камчев и Сашо Мијалков, функционерите од ДУИ Али Ахмети и Бујар Османи, за поранешниот министер Зоран Ставревски и десетици други нема да пропаднат, но ако стигнат до судење за нив, бомбите нема да бидат пуштани како докази. Ова решение е дел од законот за СЈО кој го поддржаа СДСМ и ДУИ. Денеска помина на владина седница. Јас очекувам дека по овој закон треба и мора да се постигне консензус, заради тоа што е донесено јавното обвинителство со консензус. Секако, има секако вид на очекување, но редот е, кога сите заедно сме го основале, да му дадеме и насока. ДУИ е единствената политичка партија во Република Северна Македонија, која што отворено побара и од СЈО и од јавното обвинителство да отвори истраги за сите своји функционери од 2002 па се до денеска. Тоа го нема направено ниту една друга политичка партија, било тоа парламентарна или вонпарламентарна. Но опозицијската ВМРО ДПМН засега нема став. Бараат лидерска средба. Неодамна лидерот Христијан Мицковски изјави дека е потребно обвинителство кое ќе гони висока корупција, но не со шеф како Катица Јанева. Тој тврди дека Јанева го уценувала опозицијските пратеници да гласаат за СЈО за да им биде одмрзнат партискиот имот. Ние остануваме на тврдењето дека треба да има право и правда и правна држава во Република Македонија, меѓутоа не сме за селективната правда која што во моментов се случува во Република Македонија. Од БЕСА најавуваат поддршка, но изразија сомнеж за досегашната работа на СЈО дека замижало за криминал одредени функционери. А независната пратеничка група на ВМРО ДПМН ќе се изјасни откако ќе го прочита законот. Ќе поддржиме секоја институција која се бори против корупцијата и организираниот криминал, но тоа на суштински начин. Не само про форма, не само со законските измени, но со зајакнување на капацитетите на институциите, со вистински луѓе, со луѓе кои вистина имаат добра волја да се фатат у коштец со борбата против корупцијата и организираниот криминал. Во законот за јавното обвинителство, напишан на 40 на страници, е вметнато и специјалното обвинителство. Освен за бомбите се проширува надлежноста за СЈО, за кривичното дело попречување на правдата. СЈО ќе може да гони функционери преку злоупотреба на службената положба и овластувањето, за дела против изборите и гласањето. Со поддршка на 4 најголеми партии, СЈО беше основано во септември 2015 година со мандат од 5 години, па користењето на прислушуваните разговори ќе важи до септември 2020 година. Законот предвидува да бидат уништени една година откако ќе има правосилни пресуди. Од специјалното обвинителство во оваа фаза се воздржуваат од коментар за предлог законот, кој според најавите треба да биде донесен по скратена постапка.